Господ постои, името и е Петрунија, премиерно и во Штип. Филмот кој собра повеќе награди, меѓу кои две на престижниот филмски фестивал во Берлин, конечно ќе може да го види и штипската публика. Значи филмот доживеа многу голем успех. Може би граѓаните ќе се потсетат, а и ние самите, значи пред да се направи премиера во Македонија, значи прво оди на фестивали, значи има едно такво правило. И беше во Берлин. Значи тука доживеа филмот еден многу голем успех, кој што беше пречекан и од одборот на уметници беше награден. Значи тоа е една огромна награда, така да после е превземен и за дистрибуција низ Европа, меѓутоа какви успеси ќе има понатаму, ќе си најават и од продукција. Филмот е инспириран од одбележувањето на празникот Водици во Штип во 2014 година. Тогаш за прв пат крстот го фати жена, што го отвори прашањето дали лица од женски пол според црковните канони воопшто смеа да учествуваат во овој ритуал. Девојчето го фати прво крстот, братец и го крстот на девојчето. Дечко, девојчето го фати прво крстот, брат и го на девојчето крстот. Имајќи предвид дека инспирацијата за филмот потекнува токму одовде, очекувано, најголем дел од филмот е снимен во Штип и Штипско. Се што е убаво направено, се гордееме сите, а бидејќи особено што, па мислам дека 90% од филмот е снимен исклучиво во Штип. Така што е еден интересен куриозитет. Имавме една пауза од годините наназад кога се снимаше Срекна нова 49-та, најдолгиот пат. Па го имавме Лазар и еве сега го имаме Петрунија, значи да речем Штип станува како вид филмски град. Филмот е една феминистичка приказна во исто време, каде што ја става еве една жена која што нема, односно девојка која што нема успех во едно општество и како таа се снаоѓа особено пак во тоа машко општество. Значи тука режисерката поставува неколку прашања, не се бави со тие прашања, оставете така на публиката да кој како ќе си ги свати, кој како сака да си ги одговори на свој начин. Премиерата Господ постои, името и е Петрунија, во Штип е закажан за во сабота, и тоа во два термина, во 18 и во 20 часот во Домот на културата, а влезниците по цена од 100 денари се пуштени во продажба.